Јаневски, главен уредник на Дневник. Дарко, ти благодарам што дојде прв пат си во студиото на телевизија Нова. И благодарам што ме поканивте. Слушнавме од извештајот на колешката Виолета Стуменова, граѓаните и денеска се на улиците, шести ден поред, но ДУИ и СДСМ не се откажуваат од намерата да формираат влада. Од ДУИ синоќа на седница на Централно претседателство потврдија дека ќе бидат дел од таа влада, а дека една од работите на таа влада што ќе ги спроведува е и така наречената албанска платформа. Всушност, главната причина поради која претседателот Иванов не го додели мандатот на Заев да ја формира влада, сега имаме една чудна ситуација. ДУИ прифаќа да биде дел од влада за која нема никој мандат да ја формира. Они малку тешко ќе го изведат таа од гледано од уставно правен аспект, ќе имаат проблем со процедурата, бидејќи без доделен мандат од страна на претседателот не може понатаму да тече процедурата за избор на влада. Таа нивна идеја за да се соберат во собранието, да изгласаат влада без мандат не е нова. Значи, таа се појави веднаш, меѓутоа таа нема да може да обстои. Дополнителен проблем кој што се јавува за нив, дури и тоа да го направат и да се обидат да протуркаат делови од таа платформа, клучен дел на таа платформа во овој момент, иако има други работи таму кои што сега се некако заскриени, како што е тој влезот во ЕУ и НАТО, што подразбира промена на името, меѓутоа клучен дел е законот за јазиците. Основната идеја на платформата беше да се смени уставот, за да може да се инкорпорира идејата за албански јазик како втор службен јазик на целата територија. Добро, од видео дека нема бидејќи тоа не може. Сега ќе одат со закон. Тој закон мора да се темели на одредба од уставот. Во овој момент тоа е амандман 5 од уставот, кој што за таква операција бара да се станува збор за заедница која што има најмалку 20 од населението. Да, тоа е амандман кој беше изгласен по 2001 по конфликт. Точно така. Меѓутоа, која е таа заедница која што во овој момент, врз основа на кој податок вие ги утврдите дека има 20%? Последниот попис е 2002 година, а податоците од било кој попис се сметат кредибилни 10 години, најмногу потоа да се применуваат уште година-две. Така што, тоа што они го прават, СДСМ и ДУИ, дека они на овој начин ќе формираат влада и потоа ќе изгласаат некаков закон, прават манипулација, бидејќи тој закон нема да пројде низ Уставниот суд. Нивната идеја е да создадат дополнителна тензија на тој начин што потоа ќе го обвинат, евентуално би го обвиниле ВМРО дека они и се за заедништво, меѓутоа ВМРО им го руши законот и така натаму. Целата работа кај нив всушност во овој момент нема никаква уставна основа и тоа дополнително ќе ги подгрее тензиите и веројатно дополнително ќе придонесе за овој марш, протест и така натаму што се организира постојано и постојано да има се повеќе луѓе. Господин Јаневски, морам да ви се извинам, од режија ми јавуваат дека има одредени технички проблеми со микрофонот, ова е програма во живо. Мора да направиме една кратка пауза за џингл, па да ќе го продолжиме разговорот веднаш штом се отстрани проблемот. Останете со нас, почитувани гледачи.
Гоце, Дарко. Да, назад сме во студиото, почитувани гледачи, ви се извинувам уште еднаш поради техничките проблеми и вас, господин Јаневски, што го прекинавме разговорот, ќе се обидам да продолжиме. Да, како што реков, ова е програма во живо, се случуваат вакви работи, особено кога има програма толку многу часа во континуитет. Застанавме ке мандатот, нема мандат Заев да ја формира оваа влада, иако има доволен број на пратеници, што доколку сепак одлучат да влезат во собранието и на таков начин да го реализираат своето сценарио. Иако Али Ахмети сами одговори за можни украински сценарија, знае дека тоа е многу ризична варијанта која може да дополнително да ги вжешти тензиите во јавноста кои онака постојат, видливи се и на улиците. Али Ахмети може да зборува за украински сценарија. Нема да не биде прв пат, они впрочем 2001 една варијанта од тоа веќе спроведува. Она што меѓутоа кај нив ја комплицира ситуацијата е дека едно украинско сценарио во Македонија во смисла на Донбас, во смисла на отцепување, на кој што јас верувам дека се они подготвени или би сакале да го спроведат, што тоа ќе предизвика една серија од настани на целиот Балкан. Меѓутоа се јавува и дополнителен проблем со новата позиција на Русија во светот. Прво, по автоматизам северниот дел од Косово ќе се отцепи, а Република Српска ќе се припои кон Република Србија. Впрочем, не случајно Вучич на Могерини рече што ќе се случи ако јас им напишам на Додик платформа. Дополнителен проблем е што на тој начин ќе се создаде преседан. Како во случајот со Косово, кој што после 15 или 20 години видовме беше искористено на Крим. Што ќе се случи? Како, например, Могерини, Вашингтон и така натаму ќе реагираат доколку рускиот председател Путин ги свика лидерите на русите од Естонија, Летонија и така натаму, каде што се утврдено со 25%. За разлика од кај нас, каде што се предпоставува, се смета дека има негде околу 17% албанци. Што доколку он ги свика им напише платформа за нивно однесување во тие три држави кои што патем се членки во НАТО. Замислете една платформа која што ќе каже дека слушајте, или ќе се воведе во армијата на Естонија, например, двојазичност, вклучувајќи руски јазик, што значи да го воведете тоа и во структурите на НАТО, или ние си отидовме. Така што тоа е нешто што сценариото за војни и за отцепување е нешто што е реално доколку ја изолирата Македонија сама по себе. Меѓутоа во вкупниот однос на сили кои што во овој момент постои во светот, мислам дека нема да се осмела до таму да одат, и тоа е еден вид повеќе притисок врз македонците. Тоа јас сум го напишал уште пред 8-9 години дека постојано не плашат со таа војна. Дополнително, меѓутоа, треба да се има предвид дека македонците веќе го имаат искуството од 2001 година и дека соодносот на силите во таа ситуација не е исто кој што беше тогаш, така што подобро е да се биде внимателен отколку да се даваат такви изјави и на сила да се формира некаква влада која што нема уставна основа и која што дополнително ќе ги извади луѓето на улица. Да се надеваме дека разумот сепак ќе провладува, нема да се оди со решенија кои може дополнително да ги подгреат тензиите. Ако ова е помалку веројатно сценарио, она што сигурно е поверојатно е дека дополнително ќе се зголеми притисокот врз председателот Иванов во следниот период да ја промени одлуката и да го додели мандатот на Заев сепак, и покрај тоа што тој аргументираше зошто не го доделува мандатот. За председателот Иванов сега нема назад. Значи ова не е ситуацијата со аболицијата. Згора на тоа, овде таму стануваше збор за кривични постапки. Може да ги има, не мора да ги има и така натаму. Не е се едно, меѓутоа тежината не е иста како што е сега. Во овој случај не се работи за тоа дали некој ќе биде гонен кривично или нема да биде гонен. Туку многу е јасна целата позадина на случајот. Поентата е да се создаде нов договор меѓу албанците од една страна, како конститутивен народ на оваа држава. Конститутивен народ подразбира дека тој има право и на самоопределување до отцепување. Тоа не е ништо ново. И на другиот народ, кој што во овој момент нема име. Идејата е да се докаже дека е тој
нов народ, дека е тој на некој начин оваа творба е колатерална штета на распадот на Југославија, а мнозинскиот народ кој што живее во него е вештачка творба на која што сега треба да и се најде место или им. Од тука е идејата да се создаде значи некаков договор меѓу два народа, тоа Заев го прифати и не случајно е таа одредба во платформата за забрзан прием на Македонија во ЕУ и НАТО, што подразбира решавање на спорот со грците, а ситуацијата во тој спор не е променета. Нема никаков притисок врз грците, ниту да ја почитува меѓународната пресуда од Хаг, ниту да го почитува основното човеково право на македонците кои што живеат на овој простор, тоа е самите да си го одберат своето национално чувство. Така што целата игра всушност се сведува на тоа да се применуваме под страв дека ако тоа не го сториме ќе исчезнеме. Меѓутоа, многу е евидентно, очигледно доколку дури и доколку попуштиме дека секако ќе нас нема и како држава и како народ, така што не постои друга опција. Од тука за председателот во оваа ситуација нема враќање назад и како председател и како човек. Господин Јаневски, директен повод за поканата беше вашето реобјавување на една колумна од 2009 година во актуелниот политички контекст. Очигледно не се менуваат многу брзо работите во Македонија, штом по 7 години 8 одлучувате да објавите иста колумна насловена Албанците грчки џокер за името на Македонија. Во 2009 очигледно овој џокер не бил искористен, има ли шанса сега да биде искористен? Значи, ако го следите редоследот на настаните, значи 2009 се сведуваше на ниво на закони. Меѓутоа, ако видите кога почнала операцијата со прислушување, 2010-2011. Значи, целата идеја тогаш беше на изборите во 2008 ВМРО освои над 60 пратеници. Од тука беше исконструирана атмосфера 2011 за нови избори на кои што ВМРО се спушти под 60, меѓутоа некако сега, 56 или 57 освои, па можеше дополнително да создаде, можеше без поголем проблем да создаде влада. Меѓутоа, ако го вратиме филмот назад, ќе видиме дека всушност тоа се годините, тоа се моментите кога почнува целата оваа операција која што заврши на крајта со снимките. Значи, можеме да го следиме настанот. Се јавува 2009 тоаш кога тоа сум го објавил. Се јавува Дуи и вели, значи, или вие ќе го смените името, или ние ќе се отцепиме од државата и сами ќе одиме. Кога тоа не создава доволно добра атмосфера во државата, се оди на избори во кои што се сеќавате тогаш амбасадор на САД беше Филип Рикер и тогаш беше идејата да се прикаже дека односот меѓу СДСМ и ВМРО е 5%, за да може потоа со повторување на евентуални избори да се избоксува некаква ситуација како сега. Кога и тоа не успеа, во тој момент почнува целата операција со прислушување за да заврши со уцената од пред 2 години, со финалето на тоа што започнало всушност тогаш кога тоа сум го напишал 2009 година. Ајде сега да го видиме поводот како всушност започна оваа криза, ако се сеќавате. Сега збориме за платформа. Кризата започна со снимките, меѓутоа и со тврдењето дека изборите 2014 се фалсификувани. Дали некој се сеќава сега на тоа? Не. Дали видовме некаков доказ дека тие избори навистина биле фалсификувани? Не видовме. Токму за тоа станува збор, за една операција, на секоја цена да се издействува оваа ситуација. Целта не беше ВМРО да добие 51, на СДС 49, туку да биде обратно. Меѓутоа, и во таа ситуација, значи, се снајдува. Грешката ја направија со тоа што платформата им ја напиша Еди Рама. Ги свика они тоа. И тоа беше дополнителен веројатно обид да се манифестира дека Македонија и овој дел од Македонија кој што не се согласува со такви промени какви се најавуваат, дополнително ќе биде понижен и ќе биде згазен. Ние од надвор ќе ви ја напишеме платформата, зашто видите го апсурдот. Например, ајде да се префрлиме на друг терен. Дали се зборува за слободни избори? Да. Меѓутоа, кога ќе избереме председател на тие слободни избори, тој председател не може да донесе одлуки за какви што е овластен од народот и какви што тој мисли, туку
такви одлуки какви што ќе му каже, не знам, Могерини, или па германскиот министер, оваа одлука не ти чини, има да ја повлечеш. Тоа е начинот на кој што се комуницира со Македонија, а целта е да се згази, да се потисне, за да може полесно да помине таа идеја со Грција, затоа што нашиот основен проблем на надворешен план. Кој е освен проблемот со името? Настрана сега тоа да не отвараме дилемата со нашето папагалско повторување за безалтернативноста, например, на НАТО или на ЕУ. Ако они за нас не се безалтернативни, тогаш ние ќе немаме проблем. Така. Меѓутоа, државата, сите влади одат по таа насока, постојано тоа го повторуваат и сега сето тоа се изведува во една линија која што на крај може да заврши и многу лошо, затоа што нас може да не штити од војна, од отцепување и така натаму, опасноста сето тоа да се прелее на целиот Балкан и да создаде преседан. Например, во однесувањето во други земји. Меѓутоа, никогаш не знаете во една конкретна запаллива ситуација што на терен стварно може да се случи. Што за вас е поспорно? Тоа што платформата е во Тирана договорена, под покровителство на Еди Рама и покрај тоа што Дуи се обидува тоа цело време да го негира и демонтира, или самата содржина на платформата и тука албанските партии се обединети во ставот дека нема ништо против унитарноста на државата, а луѓето што протестираат биле изманипулирани? Фактот што таа беше создадена, подпишана во Тирана, на многумина им ги отвори очите. Иначе, целиот проблем со платформата, пред малку образложи, се базира на тоа дека со нејде се имплицира, се тврди дека во оваа држава постои албански народ и постои недефинирана етничка заедница која што е мнозинска. И дека они треба да создадат нов договор, односно нова држава. Ако треба тоа одново да го потпише, тоа не значи и дека мора, и дека албанците ќе се согласат. Рамковен договор треба да биде тоа практично. Тоа е договор за создавање на нова држава која до сега не постоела, која што била вештачка творба. Која што била колатерална штета на се појавила не затоа што македонскиот народ има свое историско искуство, корени и така натаму, кој што ги влече од Илинден, Асном и така натаму. Туку се создала затоа што се распаднала Југославија. Со фабричка грешка тоа, како беше? Ете така. 91. Да. И сега, на таа држава, и се бара нов договор со дефиниран народ, конститутивен, кој што тоа е албанскиот, тоа е платформата. И со народ за кој што, со забрзан влез за ЕУ и НАТО, кој што треба да се редефинира. Не може да се чувствувате вие како што се чувствувате, туку како што некој друг ќе ви одреди. Тоа е сосема нова творба која што може да обстане, но и не мора да обстане. Бидејќи албанците во тој случај сосема легитимно можат и сосема нормално во една правна процедура да се одвојат од државата без предизвикување на сите овие последици за кои што пред малку зборев и преседани. Така што спорни се двата елемента и таа опасност мислам дека се гледа. И идејата е да се избрише дека оваа држава има некаков корен. Ако имаме разбирање зошто не е спорна за албанските партии, кое е објаснувањето зошто не е спорна воопшто за СДСМ и за Зоран Заев, туку напротив ете во целост е прифатена? Добро, они се влезени сега во друг филм, они ќе создаваат влада, ќе создаваат живот. Видовме дека луѓето што излегоа ги нарекоа фашисти и не знам и пијандури и секакви, внимавај. Тоа е партија чиј што председател и подпредседател излегуваа и со бој напаѓаа фактички државна институција, Министерство за правда. И тоа беше во ред. Ама овие сега кога ги излегуваат, они се фашисти и пијандури. И тука што повеќе да се објаснува зошто за нив не е спорно. Они едноставно ја играат играта во која што влегле од пред некоја година, дали тогаш биле свесни за тоа или не биле, тоа си е нивна работа и јас не можам тоа да го знам, меѓутоа они се влезени во игра и на крајот како е твојата прогноза, како ќе заврши целата оваа работа? Има ли надеж дека за брзо ќе се разреши оваа политичка ситуација?
Подека брзо ќе се разреши, нема да се разреши. Би се разрешило кога би се постигнал компромис да се оди на нови избори. Социјалдемократите постојано тврдат дека народот изгласал промени. Ако се убедени и сигурни сосема во тоа, тогаш нема причина тој народ. Не се случило ништо што би го сменило мислењето на тој народ одново да ги изгласа тие промени. Така, па дури и да го смени односот, наместо да имаат 49, да имаат повеќе. Така што би требало да прифата да се отиде на нови избори. Факт е дека на тие нови со тоа што сега би имале чиста ситуација луѓето, зашто... Да, платформата дојде по изборите. Платформата одредени елементи заед ги најавуваше, меѓутоа, знаеш, сето тоа се ставаше во некаква партиска така, различно, кампања. погрешно сватено, да. Сега е ситуацијата чиста, извадете ја понудата надвор, во крајна линија, зошто па тој договор на СДС со албанските партии не би добјавен, ако е тој за живот, и ако е тој за просперитет, и ако е тој за унитарна Македонија. Дајте, објавете го да го видиме и ние. Ако е тоа така, ако се увериме во тоа, зашто па да не го поддржиме. Самиот факт што не го кријат. Самиот факт што, вие ако се сеќавате, дуи велеше нема гласање влада пред да се изгласа законот за јазиците. Значи, ќе влеземе во собрание. Ќе го изгласаме законот за јазиците, па потоа вие ќе добиете влада. Дуи сега и од тоа отстапи. Зошто? Затоа што знае дека после тоа не може, завршена е работа. На страна тоа што има таму и други правни проблеми. Например, тој закон може да се донесе со 41, со мнозинство од 41, не се потребни 61, меѓутоа навлегува, менува односи во сфери кои што се регулираат со закони со 60, кои што се носат со 61 пратени. Они се свесни за тоа. Меѓутоа, дополнително на тоа да го избуткаат, ако може на сила, за потоа да се нивелира, односно, да се изврши, да се концентрира целиот напад, евентуално врз председателот кој што нема да го потпише, па ќе мора повтор пат да се гласа за да помине со 61, и врз Уставниот суд, меѓутоа тогаш ќе можат да бидат концентрирани и веќе ќе влезат во некаква процедура за која што ќе тврдат дека непријателите на државата, тоа се овие луѓе што се надвор, и ВМРО ДПМН им го уриваат и им го рушат како концепт. Не звучи многу оптимистички, господине Јаневски, таква е ситуацијата, да. Тоа е тоа сега. Да, само да навладе разумот, да не излезе ситуацијата надвор од контрола, тоа сигурно на никого нема да му биде од корист. Па, се надеваме, како што ги водат овие луѓе протестите, јас верувам дека они нема да дозволат нешто такво да се случи, настрана тоа што разни типови се обидуваат да најавуваат крвави саботи, не знам што, тоа е само за да ги плашат луѓето, тоа е срамота што се прави, меѓутоа, Боже мој. Ви благодарам што дојдовте, се надевам дека почесто ќе имаме прилика да ви гледаме во студиото. Почитувани гледачи, тоа беше разговорот со Дарко Јаневски, главен уредник на Дневник. Ви благодарам што не следевте и на вниманието. Останете со нашата програма, следниот информативен преглед е во 19 часот.